Навистина е голема одговорност да се говори во име на 33 луѓе. Ова е една листа со глимат на младост и искуство. Листа која што содржи различен профил на луѓе, иако различни по својот карактер, цврсто испарвени пред убедувањето дека ќе му ставиме крај на владењето на Груевски и фамилијата и ќе им испратиме пораката на овие референдумски избори дека токму на 24 од тука, од Куманово, почнувајќи од нас сите присутни, па завршувајќи со цела Македонија, ќе дојде крајот на владењето на Никола Груевски и фамилијата. Зошто тоа го говорам, почитувани мои? Ова не се обични избори како што беа до сега, класични локални избори на кои што граѓаните ќе ја дадат својата подршка. Ние денеска на овие избори говориме за еден референдумски карактер на изјаснување. Впрочем, тоа значи бројот на гласовите кои што ќе биде соберен од страна на опозицијата на централно ниво, иако Социјалдемократскиот сојуз на локално ниво во Куманово е власт, ќе биде појдовен резултат во вовед во предвремени парламентарни избори во државата. Таквите избори нам ни се повеќе од неопходни, бидејќи искрено сметаме дека вакви, какви што владеат со државата, немаат повеќе легитимитет, немаат право да владеат со нас, бидејќи го изгубија својот легитимитет 7 години наназад, една скршена банка во Куманово не потрошија. Груевски, фамилијата, освен што направи една голема перална на пари со проектот Скопје 2014, проект во кој што вклучи одреден број на фирми, градежни компании блиски до власта и најде механизам како да ги испере граѓанските пари, друг конкретен проект во државата не донесе. Почна од некои си 200 милиони евра, веќе дојдоа на цифра близу до 1 милиарда. И токму на тој 24 декември, кога ги фатија и ги сврлија со се партали пратениците од Републичкото собрание, ја испратија пораката дека во оваа држава истите имаат намера да владеа по принцип на сила. Тоа, почитувани во Куманово, не поминува и во Македонија не може да помине, бидејќи народот е со нас, а тоа впрочем се гледа и овде во вашата населба, во Долно Којнаре и на сите митинзи каде што ќе се појавиме. Во Куманово, во континуитет на власт е Социјалдемократскиот сојуз. Има многу направено, но има и многу работи кои што останаа неодоправени. Она по мене што е најбитно на овие избори е народот и граѓаните треба да направат разлика од популизам и континуитет. Она што кандидатот за градоначалник Зоран Дамјановски Циц во изминатиот период со Советот и со останатите состави на Советот, каде што мнозинство беше СДСМ, го правеше и градеше се конкретни дела. Она што останатите наши политички опоненти доаѓаат и го нудат пред вас е документ кој што е ставен на хартија. Бидејќи хартијата трпи се, луѓето заборавиле, па веќе пишуваат на хартијата и одредени проекти кои што се реализирани и остварени во Куманово. Почитувани мои, ние во Куманово нема да им дозволиме да нашите пари ги трошат за споменици. Ние во Куманово имаме споменици. Имаме споменици секаде околу нас. И истите, за жал, државата не води грижа, туку гради на секој чекор нови споменици. Нам во Куманово ни треба инфраструктура, ни треба канализација, патишта, спортски објекти, поубави училишта и подобри услови за живот на нашите сограѓани.
Она што Груевски го наметна во моментот на еуфоријата со која што владее и го креира јавното мислење во моментот во државата е нешто што веќе е прозирно. Го вклучуваме телевизорот на единица, го гледаме Латас. На двојка ни е Јади Бурек, на тројка ни е Миленко. Но секој граѓанин веќе е повеќе освесен е дека е таа една перална на мозокот на граѓаните во Република Македонија повеќе не поминува. Ги затворија сите медиуми. Единствениот медиум на опозицијата во нашата држава е граѓанинот. Токму поради тоа ги држиме ваквите средби со граѓаните и го кажуваме својот став. Впрочем, ние сме тука. Не можеме да избегаме од оваа несто никаде подалеку. Тука се родивме, тука живеат и растат нашите и вашите деца и тука ќе останеме додека векот векува и светот светува. Тие кои што планираат и имаат резервни татковини, можат веднаш после 24 да си ги спакуваат куферите и да си одат. Бидејќи секоја педа на оној мост во Скопје, кој што чини 2 милиони евра само оградата, е поскапа него секој километар на улица, направен тротоар и сите останати проекти кои што се во Куманово. Токму поради тоа, ја користам оваа прилика и барам од вас да излезете масовно на избори, да излезете масовно да ја дадете вашата подршка на оние за кои што сметате дека заслужуваат, на оние за кои што сметате дека ја имаат здобиено или стекнато вашата подршка и да направите разлика помеѓу класичен популизам и континуитет во работа. Дајте уште на 22 да им покажеме дека во Куманово нема што да бараат. На 22 на градскиот плоштад, на митингот кој што ќе се одржи од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Сојузот за едината, нашите коалициони партнери, да му ја упатиме пораката на Груевски дека е готов да живее долно кој нарек